10 години Груевски и Милошевски ја уназадуваат Македонија по нејзиниот пат кон Европската Унија. Се борат за ниски плати и високи провизии, а во Кичево дозволија безсмислено да се сечат шумите, болницата да остане без доктори, а младите масовно да се иселуваат. Истакна на митингот на СДСМ во Кичево носителот на листата за пратеници од СДСМ Радмила Шекеринска. Земаме обврска, повторно да ја градиме оваа држава и од пепел да ги дигнеме нејзините институции, за да работат во служба на граѓаните, не во служба на власта. За нас секој граѓанин е важен и секој човек може да помогне. Институциите, предпријатијата, луѓето кои работат, државните службеници, нема веќе никогаш да се плашат од власта, нема да се плашат од политичарите, туку ќе се плашат од вас, граѓаните, кои со свој пари обезбедувате средства во буџетот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев праша како е можно, кога во светот вниманието е свртено кон развој на националните економии, кога се води битка за побогати и посреќни граѓани, Груевски во оваа кампања да подгрева национализам. Македонија ќе биде и е унитарна држава, сплот на различност, мултиетничко општество кое што е наша предност, а не е наша слабост. Мултијазичноста наша е загарантирана со устав. Кому тоа му смета? Дајте да се бориме за повеќе пари во секое семејство. За среќа на овие млади деца што ги гледаме, на ова прекрасна младина овде што имаме околу нас, да ни остане овде, внуци да ни носи, да живееме заедно, да се радуваме на животот. Под мотото за живот во Македонија на митингот на СДСМ во Кичево беше представена и кандидатката за пратеник од оваа коалиција, Александра Цветковска, а беше даден и одговор на дилемата како со посебна чип картичка за секој граѓанин ќе бидат вратени 15% од данокот на додадена вредност.